вечер, Štipljani! Dobro вечер, Соборци! Отпор! Јас сум Владимир Евангелов од партијата Обединети за Македонија. Пред да почнем да ви пренесам порака од нашиот лидер, господинот Љубе Бошковски. Тој ни порачува од занданите на Идризово, дека од мракот се гледа светлината. Македонија се буди, ќе се ослободиме, ќе го ослободиме и него и сите ќе живееме подостоинствено. Сите ние овдека сме со една мака да пружиме отпор на режимот на Никола Груевски. Така Никола Груевски ја злоупотреби власта и не доведе до ова дереже. Од Македонија направи зандана иста како што е занданата Идризово. Луѓето од овдека си одат и не се враќаат. Мораме да застанеме на тоа зло, да му застанеме на патот на злото и да кажеме доста е. Доста е од вашите тормозења, злоупотреби и насилие. Доста е! 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 Не прашуваат за какви дела сега се обвинува нашиот лидер, господинот Љубе Бошковски. Љубе Бошковски е обвинет и осуден заради тоа што укажуваше на злоделата која што ги прави оваа власт. И ДПМН на чело со Груевски. Само тоа е гревот на Груевски, на нашиот лидер. Сите се сеќавате на говорите кои што ги држеше пред 2 години во Штип. Тоа е причината, вистината која што изнесуваше и ја кажуваше за реалноста во Република Македонија. Доаѓајќи навака морам да посочам и на тоа. Гледаме што се случува со земјоделскиот комбинат кој што е овдека во Свети Николе. Од тој комбинат се украдени 1,5 милион евра житарици, пченица и јачмен, 6 милиони килограми од државните резерви. И никој ништо не видел и никој ништо не знае. Тоа е срамота, тоа е криминал кој што некој морал да го организира. Можем да ви порачам дека патот по кој што сме тргнале е патот на иднината и патот на вистината. Не може Македонија да живее во вакво феудално уредување. Во уредување во кое што ќе не третираат како закрепостени селани, како да сме нечии имот. Македонија заслужува европска иднина. Затоа и ќе се бориме да живее Република Македонија, да живее Штип.